Напиши ја равенката на правата која минува низ координатниот почеток и со позитивниот дел на x-оската зафаќа агол од 135 степени. Бидејќи правата поминува низ координатниот почеток, тоа значи дека одсечокот на y-оска ќе биде n еднакво на 0. Тангенс од аголот алфа е всушност тангенс од 135 степени, кој би го пресметале како 90 плюс 45. Ради 90-ката тангенсот ќе премине во котангенс од 45, аголот 90 плюс 45, односно аголот од 135 степени е втор квадрант, во вториот квадрант, а тангенсот во втор квадрант е негативен, значи добиваме минус котангенс од 45 е 1. Всушност тангенс од 135 го сведувам на некоја од тригонометриските функции, тангенс или котангенс на агол што е во прв квадрант. Ова всушност е коефициентот на правецот. Имаме се, y е еднакво на kx плюс n. K е минус 1 по x плюс n е 0. Од каде ја добиваме бараната равенка y еднакво на минус x. Оваа равенка поминува низ координатниот почеток и со позитивниот дел на x-оска зафаќа агол од 135 степени. Понатаму во шестата задача да напишеме равенка на права што е паралелна со x-оската, бидејќи е паралелна со x-оската, аголот алфа ќе биде 0 степени, па коефициентот на правецот ќе биде 0, бидејќи тангенс од 0 е 0, а на ординатната оска одсекува одсечка со должина 3. Тоа значи дека n може да биде 3 или пак n да биде минус 3, бидејќи и на одсечокот со 3 и со минус 3 должината му е 3. Задачата е многу лесна и едноставна. Во првиот случај имаме коефициент 0 по x плюс 3, во вториот случај имаме y еднакво 0 по x минус 3, од каде ги добиваме двете хоризонтални прави y еднакво на 3 и y еднакво на минус 3. Двете прави се паралелни со x-оската и на ординатната оска одсекуваат одсечка со должина 3. Во седмата задача е дадено триаголник кој е определен со правата y еднакво на минус 1 половина x плюс 3 и со помош на таа права и координатните оски x и y е впишан квадрат, така што две негови страни лежат на координатните оски. Да ги определиме координатите на неговите темиња. Темето А е во координатниот почеток, има координати 0, 0. Ако овдека ја забележиме точката А со координата А и бидејќи на x оска има 0, на y оска ќе имаме координата на точката D 0 и А. Ова е А и ова е А, што значи дека точката С ќе има координати А и А и таа точка припаѓа на правата. Штом припаѓа на правата, наместо y ќе замениме А и наместо x ќе замениме x координатата А. Односно добиваме една равенка со една непозната А, ќе помножиме со 2, 2а еднакво на минус А плюс 6, 2а и плюс А ќе биде 3а еднакво на 6, од каде следува дека А е еднакво на 6 врз 3, односно А е 2. Дефинитивно координатите на бараниот квадрат ќе бидат 0, 0 е А, Б ќе биде 2 и 0, С 2 и 2 и Д 0 и 2. Во осмата задача дадени се две точки А1 со координати x1, y1 и А2 со координати x2 и y2. На претходните предавања ние објаснивме како се пишува равенка на права во општ облик кога се дадени две точки, но во оваа задача треба да го определиме коефициентот на правецот на правата што минува низ овие две точки. Работата е едноставно по истиот принцип како во решавањето на претходните задачи.
y2 минус y1 ќе биде спротивната катета, x2 минус x1 ќе биде налегната катета. Значи, од x2, кога ќе извадиме x1, добиваме x2 минус x1. Од y2, кога ќе извадиме y1, ја добиваме оваа катета, y2 минус y1. Од каде тангенс од алфа, кој што беше коефициент на правецот, е спротивната катета y2 минус y1 врз налегната катета x2 минус x1. Бидејќи равенката на правата низ две точки од минатите предавања беше запишана и во ваков облик, че ова е равенка направа низ две точки, и сега во ова предавање добивме дека y2 минус y1 врз x2 минус x1 е коефициентот на правецот, ја добиваме равенката на правата низ една точка. Всушност, низ една точка во координатниот систем правоаголен, рамнински, поминуваат бесконечно многу прави, но ако го знаеме коефициентот на една од тие прави, всушност ние ќе ја добиеме равенката во експлицитен вид на таа права.